Како НАСА случајно откри нуклеарен град под ледот на Гренланд, изграден да го преживее и најголемиот напад. Научниците на НАСА пронајдоа напуштен најречиси заборавена воена истражувачка база од ерата на студената војна, која би можела да стане извор на еколошка катастрофа во иднина. Додека ги проучувале сликите од замрзнатата површина на северозападен Гренланд, научниците наишле на нуклеарна база под мразот од параноичните години на студената војна. Станува збор за напуштената арктичка воена истражувачка база Camp Century, која ја управувале Соединетите Американски држави меѓу 59-та и 67-та година за време на студената војна. Базата била централна точка на проектот Iceworm, план за поставување мрежа од места за лансирање нуклеарни ракети скриени под арктичката ледена покривка, што би можеле да преживеат прв удар од страна на Советскиот сојуз. Сепак, ракетите никогаш не биле распоредени бидејќи американската војска не добила дозвола од владата на Данска, која има суверенитет над Гренланд. 1967 година американците го напуштиле местото, оставајќи го под снег и мраз. Лани базата била повторно откриена сосема случајно. Структурите на Camp Century се забележани за време на претходните експедиции, но најновите слики го даваат најдобриот поглед до сега. Проценките покажуваат дека структурите на воениот објект во моментов се закопани најмалку 30 метри под снежната површина. Сепак, Camp Century веројатно нема да остане под мраз многу долго поради ефектите од глобалното затоплување. Снегот би можел да почне да се топи. Топењето на ледената покривка би можело да доведе до нови проблеми. Комплексот користел нуклеарен реактор кој оставил големи количини радиоактивен отпад како и значителна количина хемиски и биолошки отпад. Ако покривката се стопи, тоа би можело да предизвика повторно ослободување на физички, хемиски, биолошки и радиолошки отпад оставен на локацијата, велат истражувачите. Ова би можело да го уништи чувствителниот екосистем во областа и да предизвика политички спорови меѓу данската влада и Соединетите Американски држави. Сепак, студија од 2021 година покажа дека ова е малку веројатно да се случи пред 2100 година.